Добро вечер. Ваква солидарност досега немало во државата, изјави председателката Гордана Силјановска-Давкова во отворената хуманитарна програма Канал 5 и Македонија за Кочани, каде што голем број личности од политичкиот и од јавниот живот гостуваа, додека паралелно се одвиваше и донирањето средства од голем број хумани граѓани за настраданите во трагедијата во Кочани и нивните семејства, преку бројот за донации, како и на жиросметката на Црвениот крст. На повиците од граѓаните вечерва се јавуваа и присутните гости, со кои истовремено може и да поразговараат. Еве дел од пораките што ги испратија политичарите на вечерашниот хуманитарен телетон на Канал 5. Да ги оставиме конфликтите, недоразбирањата, уште малку да се воздржиме, за да ги решиме овие најголеми проблеми што се појавуваат. Мојата порака е да сториме се за да не дозволиме вакво нешто повторно да се случи. Мојата порака е да извлечеме поуки за функционалното, нефункционалното. Мојата порака е да градиме здрав систем, функционален, за да не е важно кој ќе биде на власт, да функционира државата. Нема граѓани во државата кои лесно ја помина оваа трагедија. И навистина тука не сакам да зборам за албанци, македонци, и срби, и турци, и роми. Сите сме заедно во ова. Мислам дека е крајно време да се сплотиме и не само да го надминеме ова како трагедија, туку и да имаме заеднички одговор во градењето на државата во иднина вакви случаеви да не ни се случуваат. Уште еднашка да изразам сочувство до семејствата на тие кои што ги загубија своите животи во оваа трагична, ужасна несреќа во Кочани. Како влада можам да кажам дека правиме се што е во наша моќ. Вложуваме надчовечки напори да спасиме живот повеќе од оние кои што беа повредени, се уште се повредени. Се радувам што дел од нив полека се испишуваат од болниците. Следната недела јас ќе повикам на лидерска средба во собранието на лидерите на најголемите политички партии, на кои што сакам да го презентирам мојот план, што јас мислам дека ние требаме и имаме обврска да направиме за државата. На страна од сите коалиции, на страна од сите коалиции во опозицијата и на страната на власта сега во овој момент. Да се направи тоа што суштински треба, вистински реформи во правосудството. Да се направи тоа што суштински треба за да се промени здравствениот систем, да се почне изградбата на клиничкиот центар. Ние македонците и граѓаните на Македонија секогаш сме знаеле да бидеме обединети во најтешките моменти низ нашата историја, а верувам дека од ова што ни се случи ќе научиме сите и заедно ќе ги надминеме сите овие предизвици и секогаш мора да се ставиме во функција на оние семејства кои што ги изгубија своите најблиски поради пропустите на системот. Апелацијскиот суд во Штип утре ќе одлучува по жалбите на обвинителството за куќниот притвор на екс-градоначалниците на Кочани, Димитровски и Илиев. Во меѓувреме излезе нова потресна снимка од дискотеката, која што сведочи за паниката во моментот на настанување на пожарот во дискотеката, во кој што згаснаа 59 животи. Штипска апелација треба да одлучи дали екс-градоначалниците на Кочани Радко Димитровски и Николчо Илиев ќе бидат вратени во ефективен притвор или ќе останат во домашен. Оттаму за Канал 5 потврдува дека ги добиле жалбите на обвинителството, се доставуваат на одговор до странките и одлука најверојатно ќе има утре. Инаку и двајцата поранешни градоначалници се наоѓаат помеѓу осомничените за пожарот во дискотеката Пулс. Кочанскиот основен суд претходно соопшти дека одлучувал по 22 жалби на осомничените и
донело одлука за 19 осомничени жалбата да се одбие и остане определената мерка притвор. Додека за тројца осомничени мерката притвор е заменета со куќен притвор и определена е и мерка на предпазливост. Во домашен притвор оди екс-директорката на ДПИ Анета Симеска-Димовска, откако обвинителството дало согласност дека мерката куќен притвор е адекватна, бидејќи во жалбата биле изнесени околности и причини за тоа. Во ефективен притвор останува осомничениот градоначалник во оставка Љупчо Папазов, а жалби обвинителството поднело за другите двајца градоначалници. И додека тече истрагата за случајот, на социјалните мрежи се појави нова снимка од кобната ноќ во дискотеката. Може да се види како присутните во паника почнуваат да излегуваат од дискотеката и како настанува метеж на излезот. Излагај! Инаку деновиве се врше и претреси на повеќе локации во Кочани и Скопје, како и во домот и угостителските објекти на сопственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко. Одземена е документација, мобилни телефони и компјутери, а се испитуваат лица кои би можеле да имаат определени сознанија. Уште 9 пациенти кои се лекуваат во болниците во Скопје одат на домашно лекување, а уште 8 кои се лекуваат во странство ќе се вратат во земјава. Најави денеска министерот Таравари, кој патем вечерва беше дел од гостите во отворената хуманитарна програма на Канал 5. Среќен сум како министер за здравство и целата екипа во Министерството за здравство со сите директори во клиниките и болниците ни државата, што после 10 дена немаме уште ниеден починат од тие што ја преживеа кризата. Се работи за 190 пациенти, од кои што дел се сеат дома, 15 се лекуваат во болниците во Скопје и 99 се во болниците надвор од државата. Полека ги враќаме пациентите. Со денешниот прв лет на Turkish Airlines од Истанбул до Охрид свечено беше означен почетокот на новата авиолинија, која ќе се состои од 4 лета неделно. Владата најавува дека ќе субвенционира и други авиолинии. Преку партнерства со реномирани авиокомпании како Turkish Airlines обезбедуваме директни летови до клучните европски и светски дестинации. Поттикнување на нискобуџетни превозници, ова ќе овозможи подостапни билети за нашите граѓани и ќе привлече повеќе туристи и инвеститори. Имаме 10 нови дестинации кон македонските аеродроми, 2 се тука кон Охрид, едната е Истанбул Охрид, втората е Базел Охрид и имаме 8 нови дестинации кон Скопје. Веќе следната недела на 2 април го имаме првиот лет од аеродромот Орли во Париз до Скопје и очекувам дека овие дестинации ќе растат. Полицијата експресно го привела насилникот од Радовиш кој тепаше бремена жена во живо на TikTok. Вознемирувачкото видео предизвика силни реакции во јавноста. Против 35-годишникот полицијата поднела кривична пријава. Од обвинителството изјавија дека постапката е во тек, а меѓу другото ќе се испитало и дали постоел основ за негово задржување. Неофицијално тој е на слобода. Од Хелсиншкиот комитет велат дека многу жени се преплашени и не се охрабруваат да побараат помош од институциите, што ја покажува итноста од носење закон кој што ќе овозможи насилниците да бидат гонети без пријава на жртвата и по службена должност. Тоа беше се во вечерните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.